денес имавме можност да оствариме официјална средба и со градоначалникот на општина Ѓорче Петров и разговаравме и со раководството на полициската станица Ѓорче Петров како дел од активности кои што ги спроведуваме во нашите планови за активности во Република Македонија. Разговаравме со полициските службеници за безбедносната состојба на територијата на општина Ѓорче Петров. Таа е исклучително поволна и подобра за разлика од другите полициски станици во Скопје. Меѓутоа, исто така, една од полициските станици која што има огромна територија и за која што треба навистина многу ангажмани и многу материјално-технички и човечки ресурси. И во тој дел направивме напори да ги подобриме условите. Вие знаете дека минатата година ја пуштивме во употреба и новата полициска станица, целосно опремена. Веќе и бројот на полициски службеници е зголемен за одреден процент, што создава можности за подобро функционирање на станичното подручје на Ѓорче Петров. Ме информираше командирот на полициската станица дека по однос на криминалот, на кривичните дела по службена должност што се водат, имаме 40% намалување. Исто така, еден сериозен предизвик е нарушувањето на јавниот ред и мир, кој што постои и на територија на град Скопје и овде во Ѓорче Петров. И во наредниот период изготвуваме посебни планови за постапување во овој сегмент. Исто така и еден од клучните предизвици не само во Скопје, туку и во Македонија, меѓутоа овде изразен е во делот на сообраќајот и тука се работи плански веќе повеќе од 6 месеци. Има постигнување на значителни резултати во подобрувањето, меѓутоа ќе искористам и ова прилика да апелирам до граѓаните на одговорно однесување во сообраќајот, поштувањето на сообраќајните правила и прописи, да мислиме на иднината на нашите деца, заради тоа што секогаш кога сме зад волано треба да мислиме дека можеме не само на себе да се наштетиме, туку и на некој друг граѓанин на градот Скопје на Република Македонија. Со градоначалникот разговаравме за безбедносната состојба, разговаравме за соработката која што ја имаме помеѓу општина Ѓорче Петров и Министерството за внатрешни работи, бидејќи обновувањето на врската помеѓу полицијата и граѓаните мора да го направиме заеднички со општините. Разговаравме околу функционирањето на советите за превенција, мерките кои што ги преземаат во делот на превенцијата по сите линии на работење на Министерството за внатрешни работи. Сакам искрено да се заблагодарам на градоначалникот на општинската администрација за досегашната успешна соработка која што имавме пред се во средување на состојбите во касарната Ѓорче Петров. И тоа беше еден пример на заемна поддршка помеѓу полицијата и локалната заедница. Разговаравме за дополнителни мерки околу подобрување на условите за сообраќај во општината Ѓорче Петров. Разговаравме конкретно околу еден нов паркинг простор кој што треба да го инвестира општина Ѓорче Петров, кој што треба да помогне Министерството за внатрешни работи. Тука навистина стоиме на располагање да излеземе во пресет на граѓаните. Ја изразувам и сега пред вас поддршката на владата на Република Македонија на општината Ѓорче Петров за проекти кои што се важни и витални за граѓаните на општина Ѓорче Петров. Драго ми е што веќе се реализираат повеќе инфраструктурни проекти благодарение на поддршката на владата која што ја дадовме на општината. Се надевам дека многу скоро ќе се почувствуваат бенефитите од ваква соработка и дека понатаму ќе продолжиме со интензивна комуникација, интензивна соработка, се со цел да имаме резултати, да бележиме подобри резултати во извештајниот период кој што следува.